Наместо низ чешмите да потече до граѓаните, огромен дел од водата за пиење во Гостивар се губи во водоводната мрежа. Во извештајот на Државниот завод за ревизија кој се однесува на 2019 година, Гостивар со 81% е на трето место во земјава по загуба на вода за пиење. Старата и дотраена мрежа, честите дефекти, дивите приклучоци се главните причини за овој проблем. Ние имаме практично физичка загуба од истекување на вода од подземните инсталации, кои се, знаете, од различни дефекти, од пукање на стари цевки, истекување при потрошувачка од диви приклучени луѓе кои што користат или семејства кои што користат вода. Имаме и вода која што се губи, а не се мери при трошење, се работи за јавните чешми, резервоари, потоа фонтани, миење на улици. Значи имаме повеќе нивоа на загуба на вода. Гостиварци сметаат дека водата не се користи рационално, а велат дека и честопати се сомневаат во нејзиниот квалитет. Јас би рекол дека никаде не се користи рационално, бидејќи нема соодветни мерки за контрола на користење на водата, а од друга страна никогаш не било јасно што со водата за пиење во Гостивар. Значи уште граѓаните се сомневаат дека е чиста за пиење. Па зашто е стари цевки има тоа, затоа пушта тоа и мека е земјата. Чим е мека земјата, доаѓаат големи камиони и затоа се губи водата. А не може да најдат, зашто е под земја тоа се. Па видите, дефекти има, зашто има песок на водата. Има доста хлор. Не сме задоволни така. Ублажување на загубите на водата за пиење се очекуваат со имплементација на проектот поддржан од Швајцарскиот секретаријат за економски прашања, кој има вкупна финансиска рамка од 7 милиони евра. Со проектот СЕКО 2, кој што е во тек, кој што ви кажав е од заеднички на општина Гостивар и Агенцијата за развој на Швајцарија, се планира тоа во последната фаза да има и таков камион за детектирање. Меѓутоа, јас би кажал дека направивме и физибилитет студија заедно со швајцарците и констатирани се јасни препораки и насоки како да се намали губитокот на вода. Меѓу другото е резервоари да се изградат, и тоа 3 огромни резервоари кои што веќе едната е почната и се гради, потоа замена на цевките, ви реков 25 км од цевките се заменети за да бидат квалитетни и да нема истек, дигитални водомери кои што планираме исто така идната година да се поставуваат, набавување на детектор за откривање на подземно истекување, легализирање на дивите приклучоци. Што се однесува до плаќањето на сметките за вода, во 2019 процентот на наплата се движел околу 45%. Лани се бележи опаѓање што се објаснува како последица на пандемијата.